Околу 8 часот утрово одекнаа две експлозии на аеродромот во Брисел, предизвикувајќи сериозна материјална штета. Аеродромот е затворен, забранети се полетување и слетување на авионите, а патниците се евакуирани. Еден час подоцна, во 9 часот 11 минути, две експлозии одекнаа на метростаницата Малбек во близина на европските институции. Експлозијата се случи во метро вагон кој стоел на станицата. Полицијата веднаш го затвори целото бриселско метро и околните улици беа евакуирани и затворени. Според последните информации, во метрото загинале најмалку 23 лица, а 70 се ранети. Затворена е и железничката станица Завенте. Терористичката организација Исламска држава ја презеде одговорноста за нападите во Брисел, пренесуваат медиумските агенции. Билансот на бриселските терористички напади во овој момент изнесува 34 мртви и 136 лица ранети, од кои некои многу тешко. Се очекува соопштение од властите кога ќе се утврди точниот биланс на жртвите. Полицијата детално го прегледува секој автомобил или сомнително лице. Во близина на аеродромот е и седиштето на НАТО, каде што се забележува силно воено-полициско обезбедување. Во исто време белгиската полиција во пограничното градче Вервие уапси 16 лица кои се осомничени за поврзаност со кели на радикални терористички организации, што планирале извршување на терористички напад во Белгија. Францускиот председател Франсуа Оланд одржува итен состанок со шефовите за безбедност во Елисејската палата во Париз. По експлозиите во Брисел, подигнато е нивото на тревога во Франција, Холандија, Германија и Велика Британија. Во Лондон, британскиот премиер Камерон е на итен состанок со членовите на Кобра, безбедносниот комитет на Обединетото кралство. Аеродромите во Велика Британија исто така го подигнаа нивото на безбедност, при што Камерон изјавил дека Лондон ќе направи се што може за да помогне во оваа ситуација. Нема повредени и загинати македонски дипломати во денешните симултани терористички напади на националниот аеродром Завентем во Брисел, како и во бриселското метро на станицата Малбек, соопшти во изјава за МИА Андреј Лепавцов, амбасадор во постојана мисија на Република Македонија при Европската унија. Македонската амбасада и постојаната мисија при Европската унија денеска продолжуваат со работа и покрај рестрикциите во Европската област во Брисел, каде што на 100 метри од македонските дипломатски претставништва беше извршен бомбашкиот напад во метрото.